крштението и миропомазанието се свети таинства на посветувањето. Со светото крштение, како што е познато, стануваме христијани, се посветуваме во христијанскиот живот. Но за жал и како крстени, како посветени во христијанскиот живот, со гревот ние често ја нарушуваме душевната целосност која што ни е дарувана со светите тајни крштение и миропомазание. Поради тоа, потребно ни е исцеление и повторно помирување со Бог. Затоа Бог, по својата милост, на својата црква и оставил светотаински средства за исцелување на христијаните. Во светата тајна покаяние, на христијанинот му се дарува очистување на гревовите кои ги правел и ги прави по крштевањето. Целта на светата тајна покаяние е повторно да го помири човекот со Бога во црквата. Навистина, гревот не одвојува и не исклучува од заедницата со Бога, од новиот живот кој ни се дарува со крштевањето. Кога ќе направиме грев, се прекинува нашето престојување во Христос. Секој пат кога ќе направиме грев, ние ја изневеруваме својата вистинска човечка природа, која што е обновена во нас со крштевањето и миропомазанието, и единствено покајанието може да не врати во состојбата од која сме се лишиле. Сепак, светата тајна покаяние никако не смееме да ја сваќаме во некаква магиска смисла, како некакво разрешување од гревовите, што би било независно од фактот дали ние навистина се каеме или не, како нешто што би било механички делотворно само по себе. Напротив, оваа света тајна зависи токму од нашето покаяние, бидејќи покајанието не е обично набројување на гревовите. Покајанието пред се е вистински суд на совеста. Слика на вистинското покаяние наоѓаме во Евангелието во расказот за блудниот син. Блудниот син се присетил на се што имал во домот на својот татко. Согледал колку многу изгубил, па тогаш со сето свое битие посакал да се врати. Затоа, свештеникот што ја извршува светата тајна покаяние нема апсолутна моќ да отпушта гревови. Разрешувањето од гревовите што го дава свештеникот навистина е полноважно, но само ако постои вистинско покаяние во грешникот кој се исповедува. Она што Бог го бара од нас е да се присетиме. Толку многу примив. Ја паметам белата облека во која бев облечен на крштевањето и согледувам колку сум осквернет сега. Дури тогаш кога навистина ќе ни се згади од гревот и ќе посакаме да се измениме, гревовите навистина ни се отпуштени, простени. Зашто со отпуштањето на гревовите кое го изрекува, свештеникот всушност огласува дека Бог го примил покајникот и повторно го помирил со себе и со црквата. Бог во својот син Исус Христос еднаш за секогаш ни ги прости сите гревови, но тоа простување се однесува на мене лично само тогаш кога јас со сето срце ќе го посакам, кога ќе копнеам за заедница со Бога и за живот со Него и ќе посакам во мене да се обноват радоста и мирот, без кои се друго на овој свет ја губи својата смисла и значење. Борбата со гревот треба да се огледува во откривањето на својата душа пред Бога и пред другите луѓе, бидејќи коренот на гревот е самолюбивото самозатворање на човекот. Исповедта и е пред се исчекор и излегување од болната субјективност. Зборот исповед буквално значи да се изрече нешто, да се раскаже, гревот да се искаже со збор, да се признае пред сведок. Срамот што често го проследува тоа искажување го потпомага одсекувањето на гревот од здравото јадро на личноста. Исповеданиот грев му станува туѓ на човекот, а гревот што останува сокриен доведува до инфицирање на целата душа. Ние се исповедуваме не толку за да ја избегнеме казната заради гревот, колку за да се излечиме од гревовите, тоест за да се избавиме од нивното повторување. На светата исповед, свештеникот му се обраќа на покајникот со зборовите: внимавај,
бидејќи си дошол во лечилиште, да не си отидеш неисцелен од духовните болести, од гревовите. Гревот ја разбива нашата личност и само Божјата љубов е способна да ја врати во состојба на целосност, односно да ја исцели. Во свештенодејствата на црквата, самиот Господ Исус Христос не исцелува со неговата љубов. Гревот не се состои толку во посебните постапки, колку што представува постојана болест која на човекот не му дозволува да го прима дарот на божествената благодат, тоест го лишува од изворот на вистинскиот живот. За искоренување на таквите гревови, какви што се гордоста и егоизмот, потребно е постојано внимание на себе си, борба со лошите помисли и горко жалење поради честите согрешенија. Тоа и е всушност постојаното покаяние. За да се вдишува благодата, потребно е постојано да се издишува здивот на гревот. Затоа е потребно постојано да се проверуваме себе си, да се преиспитуваме, да наоѓаме време да го провериме денот што изминал. Оној што ја занемарува секојдневната хигиена на душата, лесно запаѓа и во големи гревови, дури и незабележително. Подготовката за исповед ја чинат и осамувањето заради размислување за сопствените гревови, молитвата, постот, читањето на Светото Писмо и светите отци и други духовни книги. Например, книгите од издавачката дејност на Кумановско-Осоговската епархија се достапни на сајтот на епархијата koe.mk и на Facebook страницата Тавор, која ќе ја најдете ако на Facebook опцијата за барање впишете tavor.koe. Од техничка страна, исповетта треба да биде потполна, конкретна, да се каже гревот без детално опишување, без самооправдување и без спомнување на имиња, без вмешување на други луѓе. Пред исповетта мора да се помириме со сите, простувајќи им и барајќи простување. Затоа црквата го започнува Великиот пост со денот посветен на простувањето, со денот наречен прочка. Членовите на црковното тело се наоѓаат во органско единство и затоа нашето непростување, непомирување не исклучува од тоа единство. Покајанието не се состои само во одрекувањето од поранешните зли дела, туку и во грижата да се покажеме во добри дела, во љубовта кон ближниот и милостината која покрива многу гревови, во трпењето и простувањето на навредите кои ни ги нанесуваат другите, зашто кажано е: ако простуваме ние, и Бог нам ќе ни прости. Бог е подготвен на помирување со нас и бара само мал повод за тоа, да му дадеме можност да ја покаже својата љубов кон нас и откако сме се покајали и исповедале, да се чуваме од гревот. Ако пак се спрепнеме и паднеме, брзо да станеме, искрено оплакувајќи го гревот, за да се здобиеме со радоста во Бога, вели Свети Јован Златоуст. Кога човек размислува да се исповеда, противникот на човековото спасение, ѓаволот, често му ја влева мислата: имаш време, ако е млад, ти си уште млад, уште малку ужива и греши, а на старост ќе се покаеш. Затоа Свети Ефрем Сириски не поучува: не говори денес ке грешам, а утре ќе се покајам. Подобро е денес да се покаеме, зашто не знаеме дали ќе го доживееме утрешниот ден. Бог со својата голема љубов е подготвен да ги спаси и демоните, и иако направиле илјадници злодела, доволно е да се покајат. Поради тоа, ниеден грешник никогаш не треба да очајува. Доволно е да се покае, бидејќи неговите гревови се помали од оние на ѓаволот. Затоа, има вистина во изреката за човековата слабост, човечки е да се сгреши, но ѓаволско е непокајанието, упорното останување во грев. Немаме оправдување ако не сакаме да се покаеме и исповедаме, туку сакаме да останеме во калта. Има и такви кои не се исповедуваат, бидејќи мислат дека повторно ќе паднат во истите гревови, односно на старата нечистотија додаваат се поголема и поголема. Старец Пајси Светогорец вели:
Ако облеката кога ќе се извалка се пере, а кога повторно ќе се извалка, повторно се чисти, зарем ќе биде отфрлен човекот кој повторно бара очистување? Во денешно време, луѓето сакаат да живеат себично, на прво место е себеугодувањето. Ги оставаат светите заповеди и се надеваат дека без Господа ќе најдат радост на земјата. Слава му на Господа што ни го дал покајанието, зашто преку покајанието ќе се спасиме. Свети Силуан Атонски вели дека нема да се спасат само оние кои не сакаат да се покајат. Тие не познале преку Светиот Дух колку е големо Божиото милосрдие. Секоја душа што го загубила мирот, треба да се покае и Господ ќе ги прости гревовите и во неа повторно ќе завладеат радоста и спокојството. Старец Ефрем Филотејски вели: се поправа со покајанието. Не постои ништо што би ја надминало Божијата милост. Божијата љубов покрива и поправа се. Никој не е безгрешен освен едниот Бог. Покајанието не остава ништо неисцелено. Ако на човекот не му беше дарувано покајанието, никој не би се спасил. Покајанието ни е потребно до последниот здив, зашто и за еден миг може да сгрешиме. И затоа Свети Серафим Саровски не охрабрува и поттикнува да не бидеме мрзливи, со покаяние бргу да се обратиме кон нашиот милостив Господ, да не се оправдуваме лекомислени и да не паѓаме во очајание поради своите тешки и безбројни гревови, зашто очајанието е најголемата радост за ѓаволот. Само очајанието е грев кон смртта. Како што за секоја болест постои лекување, така и за секој грев постои покаяние.